Стадион. Емисија за вашата вистина. Ако сакаш да направиш нешто, треба да знаеш дека против тебе ќе бидат оние кои сакаат да го направат истото, оние кои сакаат да го направат спротивното и огромното мнозинство што не сака да направи ништо. Мислам дека сите ние во нашето општество сме свесни во нашата држава кој е нивото на нашиот воспитно-образовен систем. Јас за прв пат учествувам во работна група на подготовка на концепција за основно образование. Тоа е точно дека систематски се занимавам со воспитно-образовни системи, предавам методика на настава и можам да зборувам за нашиот македонски образовен систем и не се плашам да зборувам за нашиот систем. И сите овие реакции кои што доаѓаат всушност мислам дека станува за недоразбирање. Јас ќе се обидам во овие 30 на минути денес неколку детали, многу конкретно за да се поедностави работата и да имаме вистинска информација. Некако избрзано беше и луѓето реагираа инстинктивно, импулсивно. Мислам дека многу несрекно стартуваше концепцијата и најде на многу негативни реакции од некои аспекти, со некои аргументи, сосема разбирливо, сосема чувствително ова прашање. Нашата идеја како работна група во создавањето на оваа концепција за основно образование беше пристапот на учење, создавање и подигање на критичкото мислење, создавање на ученици кои што преку критичкото мислење ќе стануваат граѓани со кои што ќе се создава ова општество и ова држава во еден поинаков квалитет на живот. И бидејќи во јавноста постојано се зборува дека се брза, не е точно дека се брза со реформите. Во овие 20 на години направени се многу анализи, констатирани се многу состојби. Она што јас сакам да го потенцираме дека можеби искреноста на оваа работна група е само со многу поголема храброст да почне да го спроведува она што многу други колеги порано и го заговарале и го зборувале, но од различни околности и моменти не тргнало. И само за слушателите и за вас да ви кажам кои се истражувањата. Правени 2 години. 2016-2017 е познато истражување, стандардизирани тестови со многу земји во светот. На математичко прашање 100 минус 53 во второ и трето оделение, 21% од учениците одговориле точно. Стандардот е 80%. Тоа е во делот на математика. Друга задача, 216 минус 100, едва и 35%. Во делот на јазична писменост, читање со разбирање, точно се знае на кои букви учениците имаат проблеми. На Л, на Г, на З. 40% од децата разбираат што читаат. Стандардот на земјите на ОЕЦД и на земјите на Европска Унија и на други земји е повеќе од 80%. Ние зборуваме за нов пристап во учењето. Околу тоа дали се брза, нашата идеја да стартува во првото оделение, значи оваа година во првото оделение и можеби во четвртото, врз основа на консултациите со јавноста ќе се процени тоа, следната година во второто оделение и врз основа на искуството од оваа година со одредени детали кои што можеби ќе треба да се подобруваат, ќе знаеме што е тоа што после 2 години ќе треба да се направи пак во првото оделение. Зборувам во дело да се доколку се појават одредени ситуации. Значи станува збор за период од 5 години да направиме една поинаква филозофија на учење. И всушност тука не станува збор за укинување на предмети. Тука не станува збор за мешање и подигање на нивото на дебатата во делот на политика. Тука станува збор како децата да ги поврзуваат процесите и појавите во текот на учењето. Еве, јас денес сум во студиото во Штип, да се запрашаме, живееме во еден град за кој што постојано се збори дека е под тврдината Истар. Што се случувало на оваа тврдина? Како ние тоа го изучуваме? Кога било тоа? Во кој период? Каква култура? Што е тоа? Вие ако ги прочитате анализите на тоа што се случувало во Безистенот, но на што запишал Елија Челебија кога минувал во овој регион 1662 година, ќе видите какви производи се создавале овде за целото тоа Османлиско царство. Значи, идејата е да се создаде еден поинаков концепт на поврзување на процесите и на појавите. Брегалничката мисија е на 5 километри од нас. Евде науката го истражува археолошкиот локалитет Кале за мисијата и создавањето на нашата азбука. Како е тоа?
Сме видели ли ние, биле ли учениците да ги запознаеме со тоа? Имаме ли ние свест на поврзување на процесите и на појавите кои што ни се случуваат? Нашиот пристап во создавањето е една тој концепт и целата оваа организација на она што се зборува интеграција, педагогијата зборува за интеграција откако е создадена како наука. Тоа не се некакви изуми, тоа не се некакви измислици. Добар наставник ова можел да го прави и во 1940 година, во 1960 година. И имало такви наставници. Ние зборуваме како ова да стане систем, како да можеме да ги поврзуваме темите со процеси и појави кои што се случуваат. Темата историја или предметот историја ќе стане носечки во делот на она што ќе биде општествени и хуманистички науки, бидејќи ќе се зголемува часот на присутност во 7-то, 8-то и 9-то деление. Ние сакаме да зборуваме како ќе ја изучуваме историјата. Како јас ќе го изгреда мојот национален и културен идентитет преку тоа што ќе го учам, да бидам сигурен во себе дека сум тоа што сум, за кое што се бориме како македонци. На кој во работната група може да му падне на памет дека ние ќе бришиме национална историја? Ние не ги отвараме тие теми. За тие теми што ќе се учи, ќе зборува Институтот за историја. Ќе зборуваат луѓето кои што тие институции ќе влезат да ги креираат наставните планови. Вие бевте пречекале неваре комисијата помеѓу Бугарија и Македонија за пеглање на историските. Па не станува тоа за никаква комисија. Како да сте таква комисија која што ќе или ќе намалува историјата или ќе предотерува, ќе препрочитува. Тоа со историјата ќе биде посебно, ќе биде дел од историски науки, каде што ќе од општествени науки, каде што ќе влезе и географија. Има тука еден твит, ако изгубиме историја, ќе изгубиме и географија. Ај неколку детали за тоа во концептот што пишува и како ќе се оценува, како ќе предаваат заедничка оценка ќе има за општествени науки или башка посебно за секој. Дали тие работи се решени? Да, решени се и тие работи, но процесот на консултации со јавноста и со стручната и со општата јавност всушност почнуваат и овие дебати и ова е денес дебата за која што разговараме, всушност ќе го издиференцира финалната верзија. Прво, околу почетокот со интеграцијата всушност не се брза. И ние како работна група сметаме дека не треба тоа да почне од следната учебна година, зборувам за 6-то оделение. Значи тоа треба да почне после 2 години. Всушност, модул историја во делот на групата на општествени и хуманистички науки, модул географија како предмети, како научни дисциплини, како луѓе наставници кои што завршуваат на тие институции, ќе бидат наставници кои што и сега предаваат, кои што и сега зборуваат на тие теми, кои што и сега креираат вредности во нашиот воспитно-образовен систем. Оценувањето е планирано сега за сега. Има различни верзии. Една од верзиите е дека ќе си оди како додаток на свидетелство во кое што точно ќе се знае оценката по историја, точно по географија, точно по граѓанско образование, но генерално ќе се формира една заедничка оценка за поврзувањето и интеграцијата на тие општествени и хуманистички науки. Има и други видувања од работната група. Јавноста ќе каже и друга визија дали и како тоа може да се реализира. Значи целиот фокус е оставен сега на отворање на дебатата и на сериозни коментари кои што ќе доаѓаат од различни места. Значи идејата е всушност вие ако ја отворите темата да учиме ние за Стар Рим или за некоја тема од историја. Се не сакам да отварам такви теми бидејќи тие се осетливи и тие ние како работна група во концепција нема ниту да ги работиме, ќе си ги работат историчарите. Ние зборуваме за она што се случувало внатре. Каква била културата, каков бил фолклорот, каква била поезијата, како е тоа измешано со нашите денешни ситуации во кои живееме. Значи, децата да ги поврза, така се бара образованието. Јас во една телевизија посочив еден пример на едно прашање од ПИСА. Што е тоа што се бара од нашите ученици кога одат на тие меѓународни тестирања? Тие бараат одговор на прашањето што значи едно дете во 7-мо оделение да изеде едно чоколада од 100 грама. Што значи тоа за неговиот организам, за неговите масти, за неговите калории, што значи за енергетската вредност, што значи тоа и на крајот. Гледајте сега во што е целата суштина на интеграцијата. Ќе се обидам тоа малку да го проширам. Кој го прави тоа чоколадо? Зошто ние сакаме да јадеме милка, а не создадеме критичко мислење па да ги запрашаме учениците како ние не можеме да создадеме чоколадо кој што ќе сака да го јадат другите? А сакаме да го земат млекото од кај нас и да го продадат, да направат некаков таков производ? Се прашуваме ли за отворање на такви теми? Вие ако погледнете на еден интересен производ во Македонија пишува интегриран бизнис, интегриран модел на бизнис и тој модел на бизнис се вика од трева до трпеза. Тоа значи интеграција на стопанството, интеграција на создавање на производ, создавање на вредност,
Значи училиштето е тоа каде што преку критичкото мислење ти ќе создадеш луѓе кои што ќе направат промена на матрицата. Промена на матрица да создадеш и да твориш, а не на матрица да одземеш, да крадеш од самиот себе и ништо да не создаваш. Како тоа истите ние сме продуктивни кои ќе влеземе во некоја машинерија на фабрика во Мерцедес, а истата продуктивност ја немаме тука. Еве да се запрашаме ние сите како граѓани. Ние кога се будиме наутро, нешто преку денот произведуваме, работиме, нешто и трошиме. Што е тоа што ние го трошиме, а е наше? Ние сакаме да купуваме производи, кои што ги сакаме да уживаме во нив, ама сакаме да произведуваме нешто друго. И тоа е поврзано едно со друго. Тоа не може квалитетот на живот во едно општество да не се подига врз основа на тоа ти каков образовен систем создаваш. Резултатите на учењето всушност се поврзани со тие теми и ние го зголемуваме врз основа на се ова за кое што зборуваме. Вие како ќе изградите предприемнички дух, како ќе изградите поврзување на темите кои што се подигаат во делот на наставниот план и програма и на општествени и на природни науки. Така да станува збор за многу искрен пристап и мислам дека луѓето кои што разбираат за што станува збор, мислам дека е јасно и оваа темата педагогија, интегрирано учење, верувајте, јас ја не сакам да зборувам за тие теории, не е таква емисијата, меѓутоа тоа е многу познато во светот и мислам дека таквите дебати не се ниту отвараат дали треба или не треба. Јас немам дилема по тоа прашање. Не станува збор за фински модел, станува збор за консултација на повеќе воспитно-образовни системи, станува збор за консултација на повеќе литература, научна литература, стручна литература, станува збор за луѓе од работната група кои што се многу искусни, кои што посетиле многу воспитно-образовни системи, кои што како дел од работната група и ние имаме деца во овој воспитно-образовен систем. Јас живеам во оваа држава, моето дете оди во македонско училиште. Така да ние немаме некакви нереални погледи како работна група околу она што е тоа што се планира да се создаде. Туку врз основа на препораките кон тоа која е визијата на европското образование, каде ние сме тргнати како општество и како држава, со кои вредности, станува збор за една поголема анализа која што е направена и врз основа на сето она на кое што во овие 10 на 15 години се случува, оваа работна група според мене имаше храброст и затоа е толку сега возбудена јавноста, затоа што делот стручната јавност всушност кој ќе се презентира моделот, мислам дека голем дел од луѓето ќе сватат за што станува збор. Нашата идеја е многу искрена, нема овде никакво копирање и нашата идеја е да се создаде и ние си имаме наш традиционален македонски воспитно-образовен систем. Значи станува збор за автентичен модел, согледувајќи го контекстот. Ние знаеме дека во нашата држава има училишта кои што имаат одлични услови, но има и училишта во кои што навистина условите се катастрофални. И оваа појдовна основа на оваа концепција се всушност национални стандарди. Националните стандарди се поврзани со стандардите на она што е тоа што се очекува како граѓанин на светот. Значи, што е тоа? Како ти ќе ги поврзуваш вредностите и процесите и појавите во кои што живееш? Па запрашајте се вие во текот на еден ден, едно предметно ли го гледаме ние живот? Така ли не учело нас образованието како што ни се случува на нас преку денот? Или ги бараме социјалниот и културниот контекст врз основа на она што е тоа што ни се случува како проблем, како предизвик во животот? Така да, ова е сериозна концепција, многу студиозна концепција и јас се надевам дека нема оваа концепција да влезе во такви политички толкувања и првиот момент кој ќе го почувствувам тоа како член на работната група, не планирам понатаму да продолжам. Настапив многу искрено и во овие 4 месеци мислам дека дадовме многу искрен придонес како колеги од работната група. Барбаре, еве само за слушателите, резултати од ПИРС испратили ми се од Државниот испитен центар. Просек според ОЕЦД за наука е 4,89, читање 4,87, математика 4,89, светски просек. Македонија наука 413, а просекот е 489. Кинезите, например, имат 520, 550 може. За да знаете, драги слушатели, каде сме ние на овие тестирања. Читање или писменост. Просек 4,87, Македонија 3,93. Кинезите имат над 500. Математика, истото важи. 489 е
е светскиот просек, во Македонија резултатите се 3,94. Ова покажува колку сме добри во наводници Барбаре. Ај само кратко да ми кажете прилагодувањето со европските трендови и со европските директиви. Меѓу другото и тоа интенцијата. Плюс тоа што е најважно да не се фокусирате на учебници кога учите, зборувам за учениците, но и за наставниците кога предаваат, на учебници лекции, туку да се фокусирате на излезните резултати, Така на е. креацијата, Така е. на стимулирање, мотивирање на размислувањето, на иницијативноста. Значи ли тоа дека повеќе ќе се работи на проекти? Ако така се работи, тогаш дали имаме доволно наставници? Ќе треба во помали групи да се работи. Нашата Значи, вториот момент, дали ќе може наставниците да го сварат ова и да го изведат, дали имаме квалитетен наставен кадар, затоа што вие учествувате и во студија за подобрување на перформансите на наставничкиот кадар во Македонија. Да. Јас во делот на оваа концепција ние работевме по подрачје и во еден дел ја всушност работев бидејќи доаѓам од факултет за образование на наставници во делот на наставникот. Значи всушност нашата концепција или замисла, бидејќи самиот збор концепција значи зачеток, мисла, идеја, една голема слика за тоа кон што треба да тргне нашиот воспитно образовен систем преку основното образование. Значи, ние зборуваме за основата. Самиот збор основно образование кажува дека тоа е основата, инструментот од кој што тргнува развојот на личноста на детето. Ние замислуваме од прво до трето одделение да си останат учебници, заради важен е односот на детето кон учебникот, кон книгата. Веќе од четвртото одделение системот дава голема автономија на наставниците. Тоа значи материјали за учење. Тоа значи дека ќе се отфрлат многу небулози кои што во општеството во овие 20 години се јавуваат со учебниците, со разни интереси, со разни тендери, со различни ситуации за делот на, но тоа и не е нешто кое што е приоритетно. Ние проценуваме дека наставните материјали, начинот на учење преку материјалите е клучен. Нашиот проблем е што целото поучување на учениците или предавање, ако сакате така да го кажеме, се сведува на користење на учебници. Не само дома, туку и за време на часот. И практично наставникот предава да ги покрие содржините кои што доаѓаат од учебникот. Тој така е ориентиран системот. Нашата идеја е да ја смениме таа насока, таа ориентација и да се даде сега автономија на наставникот, она за кое што го зборуваме. Тоа кажува дека сега се дава автономија на наставникот, ама сега ќе се бара и одговорност. Целата мисла на оваа концепција е да се создаде слободно училиште, автономно училиште, автономен наставник. Јас не го гледам министерот во моментот како политичар. Јас го гледам министерот во моментот каква визија има за создавање на систем. Ова министерка ќе си замине за 2-3 години. Ќе дојде некој друг. Јас зборувам од професионална гледна точка, од човек кој што ќе остане во овој систем, кој што ќе продолжи да работи. Значи, ние треба всушност да создадеме систем, бидејќи имаме многу слабо мотивирани наставници. Слабата мотивација произлегува од многу причини во овие 30 години. Па вие уште какви импровизации не направивме во ова општество. Образованието се гледа многу долгорочно. Никој не создаде култ кон знаењето. Култот кон знаењето и училиштето е култ кон создавање на државата, на општеството, на културата внатре на живот во една држава. Добре, убаво звучи така слободни училишта да биде оставено на креација на наставниците. Меѓутоа, нема ли тоа да постои опасност премногу слобода, ако нема некоја основа да предизвика какафонија, секој да си прави материјали какви што сака. Слободата не значи самоволие. Вие сте денес новинар, водите емисија во која што ви слушат стотици илјади граѓани и ви имате автономија. Значи има систем во кој што таа автономија всушност бара создавање на стручните активи во училиштето. Имаме систем за образование на наставници. Значи точно се дефинираат целите. Тргнуваме од некаков национален стандард што е тоа што ние треба да стигнеме. Значи тие наставни материјали ќе бидат подготвувани од тимови. Тука нема да се создава некаква импровизација до ниво на волунтаризам или на било што. Не, точно е дефинирано како ќе се реализираат целите на наставата. Туку се дава сега слобода, ако јас можам да проценам дека како наставник од одредена тема можам да дадам свој придонес во делот на градот во кој што живеам или селото како наставник.
за кој што ми е важно да дадам некаков поинаков пристап од она што е важно да го каже еден наставник во општина Центар во Скопје или во Струга, не е важно. Проценувам дека јас можам во Штип да зборувам и за Исарот како важен момент, како што некој во Скопје ќе зборува и за некаква друга тема. Тука ќе се види сега креативност. Дали тука спаѓаат и талентираните, надарените деца? Дали ќе има посебен пристап кој што ќе ги мотивира и ќе ги форсира нив? Концепцијата дава голем, за прв пат во Македонија започнуваат изборни предмети согласно афинитетите на децата и на родителите од прво одделение. Тоа кажува дека создавањето на слободните и неизборните предмети се сериозно вградени во оваа концепција и дури во делот на изборни предмети се дава продлабочување на знаење. Деца со афинитети кои што сакаат да се фокусираат кон природни науки, деца со афинитети кон уметничко образование, деца со афинитети кон некакви други области, слободни активности. Знаете, во јавноста излегоа исмејувања дека внатре имало пилатес, дека имало јога, ама пред пилатес и јога има уште 20 други спортски и рекреативни дисциплини. Никој не зборува дека фудбал, кошарка, велосипедизам, пинг-понг, одбојка, ракомет. Значи, како да ви кажам, јас зборувам искрено. Јас верувам во ова во кое што зборувам и мислам дека почетокот на реформата не е брзање. Ако се добро осмисли почетокот на првото одделение. Значи, може да има ставови дека одредени реформи треба да почнат од високото образование. Според мене треба реформите да почнуваат паралелно, бидејќи вие ако почнете од високото образование, па овие деца кои што денес не знаат 100 минус 20 колку е, тие ќе ви стигнат во високото образование за 10 години. Ти како ќе правиш дисбаланс на системот ако не го контролираш системот на сите сегменти од кај ти излегуваат проблемите? Значи станува збор за многу осмислен концепт, внимавано е на многу елементи и јас се надевам дека ваквите дебати, ваквите ставови ќе бидат сватени во јавноста искрено. Стадион. Емисија за вашата вистина.